Градоначалникот на Валандово Костадинов објави дека парите за новогодишно украсување од општината од половина милион денари ќе бидат наменети за дневниот центар за децата со попреченост. Ова е предлогот кој ќе го достави откако валандовчани реагираа на одлуката општината да распише јавна набавка за новогодишно украсување на Валандово со околу 500.000 денари. По реакциите на граѓаните, општина Валандово нема да одвои средства за новогодишно украсување оваа година. Овие средства ќе предложат да бидат наменети за уредување на нови простории за потребите на дневниот центар за деца со попреченост од нашата општина, објави градоначалникот Костадинов на својот Facebook профил. Инаку со половина милион денари општинските власти планираа символично да го украсат булеварот Првомајска, улица Моше Пјаде, градскиот парк Пеонија и плоштадот и шеталиштето. Годинава и други општини од југоистокот ги намалија или се откажа од средствата од новогодишно украсување. Општина Струмица, како што неодамна објави градоначалникот Коста Јаневски, донесе одлука околу милион денари од средствата за украсување на градот да бидат наменети за Струмичката болница за потребите во борбата со COVID-19. Одлучивме 1 милион денари да доделиме на јавната здравствена установа општа болница, а да скратиме од некои други непродуктивни трошоци, меѓу кои еве и новогодишното осветлување, кое што сметавме дека сепак во некој редуциран, помал обем, сепак треба да постои, имајќи го предвид и психолошкиот или менталниот склоп на оваа новонастаната состојба. Според информациите, општините Гевгели и Радовиш планираат средствата за новогодишно украсување да ги намелат и тоа тројно помалку од минатата година, кога за оваа намена општина Гевгелија потроши околу 900.000 денари, додека општина Радовиш пак за таа намена и потроши околу 1.200.000 денари.